Двајца врвни американски дипломати во средата доставија пригодно сведоштво за напорите на Доналд Трамп да ја натера Украина да поведе истрага за неговиот потенцијален ривал Џо Бајден, откако истрагата за импичмент на председателот, станува збор за четврти процес на импичмент во историјата на Соединетите држави, се префрли во нова фаза на телевизиски расправи со висок политички влог. Трамп ја отврли истрагата во представничкиот дом предводена од Демократската партија како лов на вештерки и рече дека е премногу зафаден за да ги гледа првите јавни расправи. You're talking about the witch hunt? Is that what you mean? Is that what you're talking about? I hear it's a joke. I haven't watched for 1 minute because I've been with the president, which is much more important as far as I'm concerned. This is a sham and shouldn't be allowed. Трамп е обвинет од демократите за злоупотреба на својата функција со користење на американска воена помош и евентуална средба во Белата куќа за да изврши притисок врз председателот Володимир Зеленски да отвори истрага за Бајден и неговиот син Хантер, кој работел во одборот на украинската компанија за газ. Трамп, осврнувајќи се врз разговорите со турскиот председател Ердоган, рече дека тие биле прекрасни и многу продуктивни. We've assured each other that Turkey will continue to uphold what it's supposed to uphold. I'm a big fan of the president. До овие разговори дојде во момент кога односите меѓу двете членки на НАТО се на најниска точка во изминативе децении. Тоа особено дојде во израз во минатиот месец кога Анкара започна акција за чистење на курдските милитанти во северниот дел на Сирија. Курдите беа главниот партнер на Соединетите држави во борбата против исламската држава. Ердоган запрашан за идните односи со курдите рече: Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? Ердоган повтори дека му го вратил писмото на председателот Трамп на 9 октомври, во кое Трамп му напишал да не биде будала и го повикал турскиот председател да запре преку граничната офанзива во североисточна Сирија.